Вчера Уставниот суд донесе времена мерка со која што се стопираат одредени одредби или членови токму од овие закони кои што се предмет на дебата, тоа се законите за вработените во јавниот сектор и законот за административните службеници. Во принцип, Министерството за јавна администрација не ја коментира времената мерка на Уставниот суд, затоа што таа е извршна и се спроведува. Ако ме прашате за мој личен став, јас досега кажав дека балансерот како една од тие одредби кои што со времената мерка се стопира, мислам дека балансерот како дигитална алатка во минатото навистина беше предмет на злоупотреби и ако разгледуваме во тој контекст, одлуката ја поздравувам на Уставниот суд. Што се однесува до законските решенија, јас во овој момент не би можел да кажам дали ќе има ново или пак каква ќе биде содржината на тоа законско решение. Секако би ја причекал и секако и Министерството за јавна администрација конечната одлука на Уставниот суд, во зависност од тоа каква ќе биде, ние би пристапиле кон евентуално ново законско решение, кое што патем морам да кажам дека е уставна категорија. Законот не е во подготовка, Министерството за јавна администрација е носител на овие две законски решенија. Јас се надам дека во рамки на владината коалиција ќе имаме отворена дебата за она што следи. Било каков повик на протест или пак на дестабилизација на државата за укинување или пак за времена мерка на балансерот ги осудувам, затоа што сметаме сите заедно дека приоритет и во општеството, и во државата, и сметам дека е дојдено времето и ние како влада сме спремни за таков исчекор, е да направиме една сеопфатна реформа во јавната администрација, но таа ќе мора да се базира на знаење, на квалитет, на стручност, односно на професионалност. Само така можеме како држава да одиме напред. Јас досега повеќе пати кажав дека јавната администрација ја сметам за столб на една држава, практично за постоење на една држава и на една нација.